Има нова активност на нуклеарните постројки во Иран. Американските воени бродови се приближуваат кон неговата територија и Иран се уште се справува со масовни протести и државна репресија што предизвика меѓународна осуда. Сето тоа значи дека тензиите се високи додека иранските и американските представници се подготвуваат да се сретнат на 6 февруари. Американскиот председател Доналд Трамп рече дека дипломатските разговори се веќе во тек и дека многу зависи од исходот. Right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we can work something out that'd be great, and if we can't, probably bad things would happen. Трамп веќе испрати силно предупредување до Иран со распоредување воени бродови на Блискиот исток кон крајот на јануари. We have ships heading to Iran right now, big ones. Biggest and the best. Со зголемување на поморските сили во близина, дипломатите се подготвени повторно да го отворат прашањето за застојот во нуклеарната програма на Иран. Откако САД ги нападнаа нуклеарните објекти во Натанс, Фордоу и Исфахан во јуни 2025 година, Иран тврдеше дека ги прекинале своите активности за збогатување ураниум. Но според неодамнешните сателитски снимки се чини дека има нови покриви на две од локациите, што покренува прашања за нуклеарните активности на Иран. Open source satellite imagery is suggesting that the Iranians may be beginning to clear the entrances to the tunnels with a view to going down there. Тарик Рауф додава дека иднината на резервите на ураниум на Иран е меѓу прашањата на маса. Тој за Радио Фарда изјави дека опциите на Иран вклучуваат предавање на гориво на друга земја или усвојување на мултинационална рамка за сопствените нуклеарни објекти. Now, under the current conditions, after being bombed and under threat of being bombed again, this might not be a bad idea for Iran to get this monkey off their back and to multinationalize Natanz and Fordo, or a new enrichment plant or a reconstituted enrichment plant. The question is who would be the partners in this? Од страна на Иран, министерот за надворешни работи рече дека е можно да се постигне фер и правичен нуклеарен договор, ако Иран се третира праведно. ما آماده دیپلماسی هستیم ولی باید بدانند که دیپلماسی با تهدید با ارعاب با فشار همخوانی نداره. دیپلماسی مرام خودش رو داره. Разговорите на 6 февруари ќе ги стават на тест дипломатските сили на двете страни, додека тие се обидуваат да спречат натамошно зголемување на тензиите.